Газибаба интензивно се гради. На повеќе градилишта денеска увид направија градоначалникот Бобан Стевковски заедно со премиерот Христијан Мицкоски. Тие го посетија Идризово, каде се гради спортски центар со терени за мал фудбал, кошарка, фитнес зона и детско катче. Простор за здрав живот и дружење на сите генерации. Првите луѓе на владата и на општината беа и во Трубарево, во чиј реон се гради нова детска градинка која е во завршна фаза. Во Хиподром пак го видоа одвивањето на реконструкцијата на улицата Париска комуна. Премиерот Мицкоски нагласи дека во општината се вложени 12 милиони евра од владата. Тој истакна дека ќе се продолжи да се гради, што како што нагласи, во минатото беше непознат збор за претходната влада. Ке победиме силно, изјави Орце Ѓорѓиевски, кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН на средбата со граѓаните на оваа општина. Тој и неговиот партиски колега, кандидатот за Ѓорче Петров Александар Стојковски, истакнаа дека атмосферата, масовноста и позитивната енергија што ја почувствувале се доказ дека политичката визија на напредок и честност е препознаена од граѓаните. ке инвестираме во нови училишта, современи програми, дигитализација и лаборатории. Истакна кандидатката за градоначалник на Скопје Каја Шукова на партиската трибина на СДСМ посветена на образованието. Таа кажа дека во незиниот мандат ќе стави крај на незаконското назначување ВД директори, ќе воведе модерни системи за грејење и ќе врати професионалноста во образованието. Младите се срцето на нашиот град. Ако тие заминат затоа што не гледаат перспектива, сите планови остануваат само на хартија. Ниту едно дете нема да биде оставено настрана. Ќе има поддршка за талентираните ученици, асистенти за ученици со посебни потреби и фондови за младински иницијативи. Скопје мора да стане град во кој младите сакаат да останат, да учат и да создаваат. Вели Шукова. Асфалтирани и реконструирани се улици во населеното место Љубанци, соопшти градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Тој посочи и дека наскоро ќе започнат со реконструкција и на останатите улици во ова населено место. Градежната офанзива се одвива со силна динамика. Продолжуваме и во останатите населени места кои што се опфатени со големата градежна офанзива. Асфалтираме и реконструираме 70 улици и патишта и вложуваме околу 150 милиона денари. Истакна Костовски. Делови од општина Бутел денеска личат на големи депонии, иако во очи на локалните избори градоначалникот Дарко Костовски се обидува да се представи како успешен челник кој ги реализирал ветувањата од минатите избори. Обвинија од левица. Според партијата, реалноста е поинаква. Општината е преплавена со отпад, преполни контејнери и градежен шут на секој чекор. Ветувањата од 2021 година дека Бутел ќе стане модерна и еколошки чиста општина останаа само празни зборови. Во тек е целосна реконструкција на водоводната мрежа на улица Божидар Рајковиќ во Горно Лисичево аеродром, со што конечно ќе се реши повеќе деценискиот проблем со водоснабдувањето на околу 300 домаќинства. Како што соопшти градоначалникот на аеродром Дејан Митевски, жителите на овој дел од Горно Лисиче конечно ќе имаат непречен пристап до вода. Пуштен е во употреба системот за фекална канализација во местноста Плац во Илинден. Со реализација на овој проект, конечно жителите од влезот на општината ќе добијат систем за фекална канализација, со што ќе се реши нивниот голем проблем со постојните поплавувања на нивните дворови и објекти. Информираше градоначалникот Александар Ѓорѓиевски. Со градежните активности на терен се изведе линија во вкупна должина од 3800 метри фекална канализација. Исто така се изградија и 2 препумпни уреди, при што овој колекторски систем се спои со потесен цевковод со веќе изградениот колекторски систем Илинден Марино, кој е во должина од 5 километри. Кажа Ѓорѓиевски. Запалено ѓубре предизвика пожар во депонијата Дрисла во селото Батинци во Скопје. Утрово пожарот се уште е активен, а огнот се шири од средината на депонијата. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, на терен се само пожарникарите со противпожарните возила, бидејќи е проценето дека гаснењето од воздух може дополнително да ја разгори депонијата и да предизвика палење на други спорадични жаришта.
Првиот пилот проект во државата за селекција на пет амбалажа и лименки во домаќинствата беше стартуван денес во Стајковци. Заедно со Центарот за климатски промени ја отпочнуваме оваа важна еколошка иницијатива како дел од поширокиот проект Регионално партнерство за подобро спроведување на зелена агенда за Западен Балкан. Денес им ги поделивме кантите за селекција на граѓаните од Стајковци и им ја објаснивме целата постапка. Објави градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Секој домаќинство што е дел од пилотот ќе има посебни канти за пластика и лименки, а собраниот отпад ќе се подига на секои 2 недели или по договор во согласност со реалната динамика. Собственикот на возилото што вчера беше опожарено во Скопје, Ѓорѓи Галетановски, председател на градската организација на СДСМ, во објава на социјалните мрежи се понуди да плати за информација кој му го запалил автомобилот. Тој ги повика сите граѓани кои имаат веродостојни информации за извршителот или нарачателот на случката да го контактираат. Од вечерва паркот Авионче ќе се претвори во театар под отворено небо, во рамките на традиционалниот фестивал на комедијата Гола месечина, нудејќи 4 вечери исполнети со врвни комедии од целиот регион. Влезот за представите е бесплатен, а организатор е Општина Аеродром.